Господине Заев, долго и бомбастично најавуваната реконструкција на влада, мислам дека и самиот сте свесен дека уште пред да се случи, свесен сте од реакциите на целата јавност дека таа го доживеа всушност и своето фијаско. Па ако луѓето многу очекуваа од оваа реконструкција, потоа беа разочарани, беа лути, за да во последниве неколку дена веќе по социјалните мрежи има и безброј шеги. Сигурно ги следите и коментарите и сликите, каде што предлагаат, например, вие да ја водите целата влада. Ве клонираат на слика. Во предизборието ветувавте намалување на бројот на министерства, но наспроти тоа вие го зголемивте. Сега во вашата влада имате вкупно 28 министерства и можеби ќе беше најдобро овој ваш пример да го употребевте во повеќе министерства со повеќе министри. Тоа што не го исполнивте ветувањето да го намалите бројот на министерства, барем да го намалевте бројот на министри. Па, например, еве, Филипче, мислам дека покрај здравство може да го води Министерството за локална самоуправа комотно. Сугарески, например, покрај за транспорт и врски, комотно, без проблем, може да го води Министерството за култура, има големо искуство во организирање на културно-забавен живот, да. Животна средина, например, нема проблем. Многу мерки и проекти имате во и за животната средина, нормално ова го зборувам во наводници, па може да го води некој од министриве за странски инвестиции, кои за жал ни јас, ни јавноста не знаеме ни како изгледаат. Вчера имаше по медиумите веб страните на министрите за странски инвестиции, велат празни се. Во 2 години власта на СДСМ, односно овие министри, не довеле ниту една странска инвестиција. Буквално ниту една. И време е, мислам дека веќе да почнеме да ги споредуваме политиките и сработеното во време на ВМРО, ДПМН и СДСМ. Време е да ги споредиме министрите за странски инвестиции од оваа власт со работата, например, на Веле Самак, на Бил Павлевски, на Виктор Мизо, односно разликата не ја правиме ние, ами ја прават самите граѓани. Но шегата настрана, ситуацијата во државава е алармантна, тонеме всушност, дното со оваа власт веќе одамна е допрено. И денес ова што ни се предлага е се освен реконструкција на влада. Образованието, културата, здравството, економијата, па и секоја друга сфера се распаѓаат. Сите реагираат, но за жал, вие не се осмеливте или не сте смееле да ги промените луѓето кои што буквално немаат никакви резултати во ресорот со кој што раководат. И господине премиер, ќе започнам со од вас предложениот министер за финансии, или од вчера не министер за финансии, туку раководител на Министерството за финансии, Зоран Заев. Господине премиер, недозволиво е еден премиер самиот да се предложи за министер за финансии. Недозволиво е да си дозволите вие лично да имате контрола над управата за имотно-правни односи, контрола врз УЈАП, царина, контрола врз финансиската полиција, врз токовите резерви, контрола над игрите на среќа, како и еден куп други институции. И тука се поставува прашањето, кој ќе ве контролира вас? Нема да има институција. Институција нема да има која што ќе ве контролира. Апсолутна власт во Република Македонија во рацете на еден човек, во рацете на Зоран Заев. Од областа на финансиите постојано има закони во Собраниево. Следува ребаланс на буџет и ќе идите во Собрание да дебатирате со пратениците? Секоја недела? Не, господине премиер, невозможно е. Верувајте, со ова ја навредувате заменичката министер за финансии, која што е еден од најквалитетните кадри во оваа влада. Министерот Дураков, кој ви пишува оти остава белек со својата работа во Министерството за животна средина, го наградувате да раководи со ново министерство, не вреди да го коментирам, затоа што екологијата за оваа власт всушност и не постои. Во Министерството за земјоделие и рурален развој нема промена. Министерот Љупчов, како што го започна својот мандат, така го заврши. Го започна својот мандат со скапи патувања, а деновиве видовме дека го заврши со богат коктел, забава за испраќање, а во исто време земјоделието во Македонија е во колапс. Ново предложениот министер ќе биде само една продолжена рака на Љупчо Николовски, кој ќе остане пример за поделба на вработените во Министерството на политички подобни и неподобни, па после тоа и уништување на овие вторите. А во исто време земјоделците ги сечат овошките, ги фрлаат плодовите, во Пелагонија само 40% од површините се посејани со пченица, а сточарството речиси уништено.
И тука морам да кажам дека добро е што Сугаревски го оставивте во владата, не за друго барем да имаме прилепчанец точно така во извршната власт и искрено прилепчани да се понадеваме дека ќе собере Сугаревски храброст да го продолжи проектот Градско Прилеп. Тоа е тоа што треба да го вети министерот Сугаревски, заради тоа што деновиве кога му се постави ова прашање, тој наместо одговор за Градско Прилеп најавува изградба, почитувани, на автопат Прилеп Битола. Во 2 години тројца министри за култура. Во 2 години владење на СДСМ, културата во Република Македонија е целосно уништена. Дури ни проектите кои ви беа оставени во завршна фаза од ВМРО ДПМН не ги продолживте. Министриве во култура ќе да не се погодија. Ала Ѓозевски се уништи, а Деми не мрдна со малиот прст нешто да направи. Албански театар не го пуштате во употреба, турски театар изграден скапува, барем да се ангажиравте театарот во Струмица да се догради. Скандали со годишните програми за култура 2018-2019 и уште голем број други работи кои што немам време да ги набројувам. Меѓутоа, најлошо според мене е тука, односно провокација голема од ново предложениот министер Хусеини Исмаилини, кој во својата биографија напишал од за него македонскиот јазик е странски јазик. А замислите, почитувана јавност, тој истиот, почнувајќи од основно образование па до високо, целото своје образование го завршил во Македонија, каде нормално официјален јазик е македонскиот јазик. И вие, човек кој со во својата биографија пишува дека македонскиот јазик му е странски јазик, го поставувате да раководи со културата и со културното наследство во Република Македонија. А образованието до каде го донесовте е посебна приказна и впрочем тоа го потврди и до вчерашниот ваш соработник, заменик министерот за образование Петар Атанасов. Најверојатно вас ви беше и на десковска основна цел само да го изгласаме законот за високо образование, меѓутоа на дело нема ништо од неговата примена. Просветните работници протестираат, но вакво игнорирање просветните работници и од актуелниот министер и од вас како премиер, мислам дека досега во Република Македонија нема доживеано. Ветивте, ќе повторам, проект Гаранција за младите. Во период од 4 месеци по доаѓањето на власта, поминаа повеќе од 2 години. Проектот, велите, ќе започне и оти по завршувањето на школувањето, веднаш на секој млад човек ќе му понудите вработување или ќе му понудите дошколување. Од тоа едно големо ништо. И уште голем број ветувања во образованието, меѓутоа, заради тоа што времето е кратко, на крај сакам да сумирам. Почитувани, оваа влада која што во моментов ја имаме, а и оваа која што вечерва ќе биде од парламентарното мнозинство изгласана, е најнеспособната влада која што Република Македонија имала во својата историја. Нема ден без некаков гаф, ден без скандал, ден без насилство и криминал. Во владата остануваат истите министри. Значи, останува староновата влада на СДСМ со исклучително корупцијски и криминален капацитет. Денес правите реконструкција на влада која се распрскува. Влада која се распаѓа. Оваа влада не е способна да испорача реформи и всушност тоа е причината зошто Македонија не доби датум за преговори. А вие, премиере, уште во јули 2018 година изјавивте дека сме добиле датум за преговори. Дури и од оваа говорница на пратенички прашања ни се обративте нас на пратениците од опозицијата и ни велевте: радувајте се, Македонија доби датум за преговори. Мене искрено ми е жал што тој датум не е добиен. Оваа власт излага за животот во Република Македонија. Оваа власт излага за економијата, излага за здравството, излага за образованието, излага за културата, излага за животот на сите граѓани. И колеги од власта, треба да знаете, оти може да и помогнете на Република Македонија, и тоа уште вечерва, единствено само ако не и дадете доверба на оваа влада. Ви благодарам.